Добре ми дојдовте. Ова е нешто конкретно. Денешната тема е за храброст. Порано се знаело. Маđите храброста ја покажувале така што оделе во планина со пушка, берданка и со барјак везен од љубената. И таму горе во шумата ја покажувале љубовта кон татковината и кон љубената. Сега денешните маđи својата храброст треба да ја покажуваат на друг терен. Ама освен што им се конкуренција другите комити и војводи, тука се и Тодорка комита, Сирма војвода, Румена војвода. Дали тогаш било полесно или сега е полесно да се докаже кој е прав јунак, односно храбар маж? Темата ветува, а ова се моите гости. Војводи ли се, комити ли се или се само момци македонци па се такви јунаци? Мартин и Стефан. Дуото Next Time. Кога ќе ви кажам дека има 3 деца, па уште се на година дена разлика, па уште и дека е насмеана и задоволна жена, тогаш прашањето храбра си или си луда дефинитивно е за неа. Живкица Каленикова. Од какви стравови патат денес мажите, а какви нереални очекувања имаат жените? Одговор ќе побараме од Душица Цандова, психолог. Овозможено од Меркур Македонија. Триглав осигурување живот. Па добре ми дојдовте. Добро ве најдовме. Добри најавите? Одлични. Ќе поминат. Ќе поминат, а? Добро. Во 3,5 години, ама така да не ајде се цепкаме за години, за месеци. Добро. Прво ќе му се обратам на Мартин. Мене баш прв. Тебе баш прв заради тоа што си тазе верен. Најдалеко. Како се вика така. тоа? А не знам како. Цел живот верен. Ама сега тазе ја побара девојката Да, за жена. Кажи ми, дали правеше припреми? Колку беше страшно? Дали ти се стресува гаките? Да ти кажам право, влегов во првата продавница што влегов, купив прстенот што ми беше срам да немаше некој избор, ама немаше сварно. Не Ми беше срам, викам. Чекај. Имаш одреден Знаеш, буџет. ова ќе го слуша твојата идна Да, сопруга. знае. Знае Се е се. кажано. Немав избор, нешто 3 прстена ми дадоа. И вика, мај сега срам, не срам. Поише ми беше срам да искочам него. И вика, мај да ќе го купам овој. Прст го утнав малце, големината ја да, величината ја утнав на прстенот, на коригирав. Девојката која не е утнаш. Да. И после некој ден отидовме да го кратиме малце прстенот. Аха. И видов уствари дека во ГТЦ има еден тон златарија, пред очи ми биле, не сум ги видел. Очо ми беше така цел ден, знаеш, ајде колку да помине. Значи си бил стресен, тоа сакаш да кажеш. Па, не знам колку стресен, него не сум човек што сака бара официјални девојки секој работи. ден. Не, официјални работи не сакам да. И некако ми доека шок. Шока. А брат ти па уште на тоа да ти каже Арно ти текна. Зошто таков коментар? Не му кажувавме него. Па не му кажав таков коментар, ја бев во Виена и се слушнавме на Вибер, нешто имавме околу некој настап. Добро. Дали ќе биде, дали нема да биде, и му викам кај си, ми вика у чаршија. И ја му викам добро, окей, ајде спијам, и зборевме за тоа што требаше да збориме и легнам да спијам и не можам да спијам и нешто мисли ми се вртат во глава, да, и му викам, упишам порак, абе ти отиде прстен да купуваш. И му вика, не, чекај уште малку, уште 5-16 настапи, вика, чекај онаа турнеја, чекај, па после, идната година. И испаднало да не ми каже, меѓутоа јас имав некоја интуиција дека ќе биде и цело време на А имаш интуиција дали ќе каже да или не? Па или у Венеција, или на роден ден, Девојка? тоа е. Или се на важи така веројатно патување. интуиција. Па знам дека ќе каже да, прашувам, да нормално, не има знам дека план ќе каже Б. да. Само за во прв ред, припадници од прв ред, прва линија. Знаев дека доколку дојде тој момент, дека ќе каже, Андреја ќе каже да, затоа што одамна се во врска. А зашто толку чекал? Кажи ми, приеска ми кажа, зашто чекаш? Ми рече, чекав за да се вработи девојка. А, да, извини, леа, гледаш. Чекав да се вработи, да носи пари дома. Добро. Се осигура фамилијата. Нема само ја да плаќам. Живкица, а ти со што го освои сопругот, знам дека ќе кажеш со молчаливоста. Веројатно. Па добро, сега на погрешна бреса малку прашање, така како да одговорам нели во нечиво име. Може различни се погледите на освојувањето. Во секој случај веројатно не кликна.
Добро. Да. Тоа е одличен одговор. Ајде ќе се обратам на Душица со првото прашање. Значи имаме ли во земјава модерни комити и модерни јунаци и кај се наоѓаат тие? Имаме двајца од нив еве со нас денес. Леле комитиве, да, и овие со Најпознати шубиве. млади комити, точно. Добро, а Има, кои да. карактеристики ги имаат освен брадите? Веројатно храброст, најголемата карактеристика на војводите и комитите. Потврдувате Да се така? пее комитски песни во време, Да. тоа е храброст. Да. Добро. Да. Сега, ајде на почеток веднаш да тргнеме со нешто, да тргнеме со стравови кои што ги имаме. Имате ли вие некои глупави стравови? Баш онака најглуп страв кој што не знаеш зашто се плашиш. Секој имама, нека почнете дамите. Може таму да почне. Да Да почнеме речеше сега Стефан, јас се плашам од коњи, тоа ќе беше Готово. најлошото. Јас се плашам од Не, авиони. знам од што се плашам. авиони, ја. добро. Авиони, да, и И од секој ја од авион. Од авиони се Ти? плашам. Сега почесто дека патувам Скопје Виена и едноставно Ќе ни кажеш зашто патуваш Скопје Виена? бизнис. Како бизнис? Љубовен. Па љубовта не е бизнис. Инвестиција. Инвестиција. За тоа Долгорочно. требало. Спаѓа у бизнис. Добро, Живки, за тие што се плашиш? Та периодов под X причини оправдани мислам дека се, но во секој случај од прерано заминување, од смрт. Да, тоа ми е некој така. не се сики реке да живееш уште долго. Интуиција? Добро, Душица ти? Да, за мене може ќе звучи малце смешно, ама јас се плашам многу од оси. Од оси? Да, од, не знам, од не се Па плашам не може од ли змии, не се- психологот да надмине тоа оса, да си замисли дека е некоја мува Некако или дека е да. пеперутка? Не може? Потешко иде. Не е баш така лесно да се знам. Стварно? Да. Добро, јас се плашам од Следно, легнати овде на столици, Душица да ме ќе мисија да прекинува со плачење сите, прво да ги победиме Оса. стравовите. Стравовите па да продолжим. Ако може, пауза. Сега вака го почнавме муабетот токму со нели како и да се вика, да не е веридба, него е само запросување, така, Добро. ама вика дека една од најголемите храбрости кои што треба да има мажот е баш тогаш кога треба да ја побара девојката за жена. Така. А кои се останатите стравови кои вие мислите дека најчесто ги имаат мажите? Сега ќе побарам од вас да ми кажете, може така? Од што најмногу се плашат мажите? Јас ќе ви поделам ливчиња. Во врска или во живот? Ќе прочитате, ќе ги прочитате, па ќе ми кажете. Значи, по она, по застапеност. Значи, на сите вас, еве 4 ливчиња се. Вака, ќе ги поделиме. Ајде, ќе Можеш помогни. натаму, да. И значи, по Види она колку се чести стравовите. Можеме ли? Значи, по застапеност на страв одберете мажите најмногу се плашат од што? Значи имате таму и сега вие што мислите најчесто од што се плашат. Значи, Треба да сите треба одбереме ги нешто? прочитате. Сите Или треба сите да ги прочитате, прочитам? ама по застапеност кој што вие мислите дека најмногу се плашат или ако сакате во лично име зборувајте. Едно треба да одбереме. Ова е или некако Сите. како да може да се врзат неколку. Да нема Се проблем. плашат да бидат одбиени, да не разочараат во кремето, зашто ќе трпат критика, конкуренцијата ќе ги победи. Добро, и на крај? И уште две остануваат. Тоа се оди во едно, веројатно првиот дел. Добро. Ја во ништо не се пронаоѓам овде. Ахо, комита бре. Ова треба да одговориме у што се пронаоѓаме. Значи, Според вас? Според вас. Значи, кои се најчестите стравови од кои што се плашат мажите? Значи, вака, по редослед да ми кажете. Општо кажано за мажите. Општо според кажано за наше мажите, мислење, да. така? Не се чувствува повика. Па, ајде, кој да прв? Ајде ти прв како маж. Цело време препушта мажко е топка. први. Па, нели е така во животот? Ма и веа Да биде раскажа први дека мажот? има. Ги беше врза подма сега. Добро, окей. Ја мислам дека маживе најмногу се плашат Сите исто имаме? од Не директно. јаки жени. Добро. Тоа значи да имаат авторитет, да знаат да имаат свој јас. Затоа што тие се тешки женски со кои што можеш да градиш врска. Добро. Според мене, затоа алфа. Ако според тебе одговарај си понатаму, од што друго се плашат? Се плашат дали ќе обезбедат екзистенција. Они сакаат да бидат број еден, да не зависат од жената, нели да биде таа која што ќе носи повеќе дома. Добро. Иако е убаво... Не го гледај брат ти. Убаво и, нели, едниот и другиот да Добро. подеднакво да носат дома. Жената, ајде, А продолжи. за овие, за други работи, тоа се според мене мидливи. Ако не, Не се биде плашиш нешто, од може со критика? друг.
Како? Не се плашиш од критика? Он највише се плаши од критика која јас ки му ја дам. Не, се плашам Секој друг може. Најас од критика. Плашам сам кога се критиком. Затоа што, например, у стилот, еве, у наша област, музиката, кога ќе слушам некој настап, сум знал дека можам подобро да го изведам, да ги изведам песните, да ги испеам. Кога ќе се разочараш и сам се себе си, критикувам. така ли? Зашто го правам кога знам дека можам подобро? Зашто тоа сум го направил? А од конкуренција? Па не. Не. Секој си гледа, јас си гледам за себе, другите нека си гледа за себе. И од тоа дали ќе разочара во кревет? Мислам дека треба да работиш на себе како да бидеш подобар и подобар, не сега да гледаш у другиот двор, нели? Ова не ми го одговори. За кое? Се плашат да не разочараат во кревет. Во другиот Се плашат. Мислам дека има себични мажи. Или јас мислев ќе кажеш има сега препарати. Па не, па препарат е поголема мислам убиство отколку човекот сам да утне нешто. Добро, доволно, Не му се случило изгледа. Не му се случило. Не знам, мислам дека малце посебично гледат на таа ствар. Добро, ти благодарам. Доволно е. Ајде, Мартин. Не, јас сакам прво. Ама да се надополните. Ја, па добро, еве, се плашат да не бидат одбиени. Не знам што ти кажеш. Сега веќе не ти е страх. Сите, да, не. Освен ова за екзистенција, да, што мораш да ствараш поише од нив, да, дефинитивно, затоа што на некој начин ти си столбот во фамилијата и ти треба некои работи да носиш поише, а с другото, не знам, ни разочарување во кревет, критика, ништо, не знам сам, не ме допираат овие. Тука мора. Долго време се едно кревет. Атрактивност да не изгубат. Не знам, може некој Женен човек, ништо не го интересира. Мора човек да се помири со ситуацијата, разбираш? Со која од овие ситуации жити се да треба не изгубат на атрактивност. Добро. Кафани едно не е лесно, стомах, пивски. Добро. Живкица, ајде, на Го брзина врзав првиот дел од 4 што реков, веројатно тоа се работи за онаа вечна борба која имаат мажите во тоа докажување, односно да не бидат, нели, да не разочараат во тој поглед, во освојувањето на жените, се уште да бидат атрактивни, привлечни и така натаму. Веројатно тоа се коси, односно има врска, некаква релација со сигурноста во себе и така натаму, ама мислам дека тоа е генерално нешто што вака го можам да го приметам, условно речено, како некоја појава кај мажите, особено нели кога некако и годините одминуваат, па така, тој некој страф и несигурност, ако жените нели повеќе на изгледот во смисла бори, па тоа мислев дека мажите не ги како плаши толку изгледам, атрактивноста. да. Стварно мислев дека не ги плаши толку атрактивноста, ама гледам дека и сите ги интересира атрактивност. Да не изгубат на атрактивност. Па веројатно се кријат за тоа на мачо мажи кои така не го покажуваат, па Треба да работиш на атрактивност, не може од Господ да ти падне само така. Освен косата, ако Гледаш ти како ти вежбаш цело време. треба сериозно. Ја не сум башко. Значи, ама не, ти си човек, не. Како не си? Значи, има мажи, еве, збориме за мажи, екзистенција. само кафана седат. Па како ќе биде атрактивен со Веќе те молам не Со се толкав обраќај као да е стомак. машко. Како не те слушнав? Да не ти се обраќа повеќе као да си машко. Тоа, да не ми се обратиш така, како да Без сум прсти. мажко. Добро. Океј. Ајде, наредиме ги по редослед. Има време да си одберам омилени. Гледна точка, значи Да. ти што мислиш мажите што најчесто се Да, плашат? јас исто би го кажала, прво се плашат од јаки жени. Дефинитивно и од и мое гледиште и од искуство. Добро. Согласуваме со мислења. Добро. Да, зошто? Затоа што сметам дека е кога некој маж ќе има ајде да речеме успешна жена покрај него, му е малце потешко да го прифати тој момент. Дека она е поуспешна од него, дека она донесува повеќе ајде да речеме пари во Сум имала јас семејството. гости кои што викаат камо женава све да работи, ја да си седам и да си одмарам. поделени сме и да си мислењата, работам на веројатно, како за се- атрактивноста. Ама тешко е. Сметам дека ментално им е тешко да се справат. Колку и да викаат дека Добро, им е ајде, окей. понатаму. Да. Следно би го ставила дека се плашат да не бидат одбиени. Добро. Добро. Да, дефинитивно. Сметам дека е тоа доста Добро, изразено. Се плашат од конкуренција, исто дефинитивно. Добро. Сметам дека има доста конкуренција, некаква борба на денешно време. Кој со кого, зашто и како.
Другите, не знам, тие три ми се така некако најизразени. Другите може би постојат, ама ја не би ги толку, како да кажам, нагласила. Од критика? Истото како конкуренција, може. Некако да, би ги изjednačила. Добро. Ајде друга тема. Друга тема. Друго ливче, дај идам, друго ливче. Идам на немам сега друго ливче, сега јас ќе ви читам од моето ливче, тоа е пострашното. Значи вака. Како што рековте ли, најголема храброст е таа, значи веќе го дефиниравме најхрабриот човек во студиово, тоа е Мартин. Да, за тебе зборуваме. Сега вака, кога е вистинско време да се земат мажите? На 36. Слушајте сега. На колку? 36 На кога 36, значи. Кога ќе соберат доволно храброст, кога ќе имаат над 35 години, кога веќе сите околу него се женети, имаат деца, или кога девојка му ќе му каже, ако не ме земеш, си отидов. Ти одговори. Ајде. Ти тргни ти. Као Не, најтаза. ја мислам дека правилно време е кога не знам, тоа е чувство внатре во себе. Нема ни години, ни ништо, едноставно момент е кај што викаш, добро, морам нешто да сменам, сакам да продолжам. Храбро да настапиш да, треба. ево. Храбро. Тоа Тука за е. храбро. Која ќе собереш храброст? Која ќе купиш Да, прстен? досаден ми е животот. Дај нешто барем една вечер да прославиме. Немој така. Да се напиеме на вечер. Не, знаеш како да видиме за- што кафани ќе се ги случи за пројде, неколку свир ги месеци. пројде, се викам што да правим, ај ќе се земам, ќе Тоа прославиме. послед тоа само не се Чек, на пробал. листа чек, дан. Е сега Стефан, ќе видиме. твојот одговор кој е? Значи, Па, кога мене ќе уште не ми дошло тоа чувство. А, да го бараш. Размислувам, активно размислувам, меѓутоа си имам некои свои работи у глава на кои што сега ставам акцент, меѓутоа да, размислувам на тоа и ќе биде. Ќе Кога биде, тогаш така? ќе биде. И во моментов размислувам. Така. Моментов размислувам. Добро. Ај, во нека размислува. Ајде. Не го Ќе те прашам на крај да мислиш што си смислил. Се, во име на мажите. Веројатно, мислам дека со времево во кое живееме, по ова динамично време, после 30-тата е поубава. Заради? Поубаво велам, затоа што сепак се некои години минат труд, Позрели. позрели и малку повеќе веројатно знаат, условно речено, што сакаат, каков партнер сакаат, што очекуваат. Значи до што им 30 треба никако. до живот, некаква условно речено граница 30, барем сведоци сме дека порано луѓето и многу почесто порано нели стапуваа во брак, младите. Така да веројатно пак е индивидуално тоа, зборуваме сега многу е општо. Сепак се работи на крај за карактер, за тип на човек, што му треба, како му треба. Имаме примери околу нас на многу срекни бракови кои се земале на 23-4, имаме несрекни кои се земале во тој период, во смисла се раздвоиле До затоа што чувството е. чувството и сепак дали ќе го погодиш До чувството човекот. на Мартин. Готово. До кликот. Ја До мислам кликот, дека си го вистина. кажуваш со сопругот. Е, сега, слушајте, пак, 30, На 30 Не, степени. да. Сите, ја сериозно. прашам сега. Не кажувај сега. Што вика психолошки гледано или психолошките анализи кога е највистинското време да се земат мажите, односно кога се најзрели Кога мислам дека и кога се нема да им биде криво дека се земале. Да. Точните одговори. Викам, како на писме, ние кажуваме и од, цак добиваш овде. Точно не. Да, ја би се надоврзала на Живкица можеби на овој одговор, затоа што некако, како што каже, она сметам дека е се во свое време. И јас би рекла дека не би требало да биде пред 30 ни за мажи, ни за жени, за денешно време. Во минатото земете, сум да, сведок и ја на помалце години нели дека било. Јас сум утнала, сакаш да кажеш. Па не, во твое време си била во ред. Лебе, во твое време, па немам 100 години. Тоа треба ти да Ајде, ни кажеш. Ние многу зборевме, кажи ни ти. Тоа што се држиш и си работела на атрактивност со годините, остај се друга тема е. Лебе, у твое време. Добро, еве се извини. Анализите така покажуваат. Добро, добро. Значи сум утнала. Да, моето, да, од тие набројаните би рекла храброст дефинитивно. Храброст, која ќе се Ама сепак е, како да кажам, сплет на околности. Добро, сега имам една анкета која што ние ја направивме, која што вика слушайте ви 20 од next time. Значи вие вака, по атрактивност и по посакуваност од девојки, вие се наоѓате на третата позиција од оние познати нели ликови во Македонија, на трета позиција Заедно. кај девојките, меѓутоа сте на прва позиција кај мајките. Значи ве сакаат за зетовци, За мајките знаеме. за мајките знаете, а? Проверено. Не знам. Како го коментирате Па ова? затоа што албумот се нов ни се вика мајка. И сам мајките поише.
Следниот како Стварно ќе се така, вика? девојки млади не сме број еден кај нив, а? Ако се анкетиве како овие партиски, ништо чудно. Мислам, вие ласка тоа или ве Ја навреди? прв пат супер ако слушам е за тоа ова. така. Од кај ја извади оваа Па ние информација? си правиме анкети во нашата емисија, да знаете, За да. тоа нас ни доаѓаат, па ни викаат тај да се сликаме за керками. Гледаш ли? Она сака да се слика за да види како ќе изгледа дозетот. Разбираш? Добро, убаво е тоа. Луѓето сега такво признание ти даваат. Меѓутоа многу не се ни размислувале, ни даваме значење кој што мисли за нас. По друг живот си имаме ние надвор од тој, знаеш, шваѓарски. Добро е сега. Ако обратно нели пошто веројатно заради тоа што Требаше да ми кажеш пред да се земам. Скај сега ми кажеш дека луѓе... Ама Завршена работа. Да, Мартини, она е мајка, Анкети пази. сега. да. и она е Она е мајка. мајка. И она одговарала на анкетата. Она само за Значи, себе само се да, збори. анкета, само да не си ја правиш устари. Ја правила анкета. Си извинувам прашање директно психологот. Замолувам дали е вистинита Испитавме анкетата. една мајка. Вистинита потврдена. Вистинита потврдена анкетата готово. Имаме Испитавме потврда. Ти си испитала една мајка. Една мајка испитана. Две жени Една испитавме на мајка улица. Само една мајка. Третата не гласаче, значи на трето место. Озилна е темата, престанете. Да. Добро. Добро, сега значи. Баш ме чуди, мислам кои се првите двајца. И јас сакав тоа да прашам. Ја Кој е па на прво мислам и на да второ? сакате да знаете кои се позади вас. Не пред. Не, пред нас. Не смеам да ви кажам, ќе ви кажам после. После емисија. Насам. Како беше овдека? Мажите се плашат од конкуренција. Теко. Ја не се плашам, Кој се прво, второ и пеат? баш ме Одма интересира. сакате. Тоа не е Аха. страв. Добро. Да е страв нема да прашам. Не предизвик. Добро, тоа значи нели што мајките повеќе ве сакаат, нели? Значи дека сте фини момци. Сега ќе свртам од другата страна. Дали жените сакаат машка ароганција? Дали повеќе ги привлекува машката ароганција? Ау, не. шикица. Не? Не. И зошто? Коси со невоспитување, со се извинувам на изразот, просто однесување. Кому му прија ароганција? Каква ароганција? Прашувам од аспект на тоа дека нели жените најчесто сакаат некои кои што не се така лесно освојливи и не се така лесно достапни. Па тоа е некако добро, ма како сега тоа две работи малку, нели. Добро. Едно е човекот да не, како велиме, нели, луѓе кои мамат со погледот, кои постојано народски шикуваат, се велеше, нели, вака вртат по жени, ги гледаат, те мерка од глава до пети, не се атрактивни тие мажи, Не се апсолутно. така. Не се апсолутно атрактивни. Но ароганција, ако зборуваме за арогантно однесување, за немање, нели, еден културен однос или тоа го приметувате, нели, кога ќе влезе некој Вака сака да се да дигнат биде нос, арогантен, ниша се не приметува тоа веднаш. Онакви пак ќе речем, значи зборуваме малку за две, барем според мене, различни работи, карактерни особини или ситуации, не знам. Значи не Одговор? Да. Точен или не? Точен или не паѓа жените на машка арогантност? Јас мислам дека не. Моje лично мислење е дека не, ја го застапам истиот став како Неизе. Ароганцијата само може мене лично да ме оддалечи, а не да ме привлече. Може има некој што паѓа. Добро. Вие двајцава? Као машко никош не сум се осетил дека сум арогантен, а многу луѓе имаат Тоа. Поставя дека Предрасуда? ние сме такви, не знам зошто е тоа така, дали се исклучуваме, идеш во парк и си се исклучуваш, и тераш патот, и луѓе мислат дека треба сите да ги приметиш или да ги... Сите што не знаат од кој знаат дека сме ултра забавни, цело време се шегуваме. На сите даваме простор да се запознаеме, да комуницираме. Сега не можеш и стално да постигнеш на секој да му се вртиш и да му мафташ. Дижак се Нормално. Тоа оди во друга крајност. Да. Ќе се напишете тука едно вакво здраво и вака како си сите здраво. А за машка арогантност, одма ми станува филм на дечко што влага у кафич или Живкица што рече доаѓа според муабет, го осеќаш дека сака да те понижи, да те спушти под него, за таква арогантност, да, не ми се свига. Има многу машки, ама не ми се свига. Треба да дадеш простор на дамата Градски да. фаци. Што? Треба да бидат градски фаци или арогантни се Според градските мене, фаци? кога кажеш арогантен маж, ме потсеќа на у Скопје што се случува со тоа градските фаци. знаеш. Ама градските фаци се Тие што најпривлечни. најмногу зборат Така за ли? сите дека ги имале, дека така. ова, она, толку има, ваму имале станови, таму, уствари голи луѓе.
Според мене. И тие не привлекуваат или привлекуваат? Стефче не Па го не знам, абе за секој има пазар, знаеш. Вие треба да кажете, вие сте женски. Сигурно Чекай, има, чекай, или за за секој Секој има. има пазар. За Да. секој производ има купец, Па а за да? се има, имаш и девојки што на тоа пајат. А, Се они две не се едни од тие. Меѓу те има, надвор А кај има сум ја? секакви. Па ти треба да кажеш. Добро. Они кажа. Добро, окей. Уште пак ќе ви поделам сега ливчиња. Значи, ќе зборуваме за нереалните очекувања кои што ги имаат жените од мажите, за да нели го поврземе малку со ова. Така да јас ќе ви давам ливчиња, а вие ќе ми кажете кои се трите од оние нереални очекувања кои што се баш најнереални. Ме сваќате дека е невозможно да се остварат, добро? Значи, еве, ајде, вие читајте и што мислите кои три се баш онакви најнереални. Ајде, дали можеме? Значи, Уште читаме. на неоправдани очекувања на жените Не сум до крај. кон мажите. Одберете три според вас кои се најнереални. Ајде, Живкице, три најнереални. Па веројатно да не излегува со другарите. Добро. Нереално, не сакаме никој да бидеме ограничени, па ни ние жените. Добро. Тоа му порачуваш на сопругот. Па ти рачунам дека вака зборам општо, ама да, тоа е. Добро. Второ, нереално очекување? Ајде. Да биде и постојано силен и самоуверен, мислам дека исто не е, да. Добро. Да. Затоа што вистина јас еве имам и синови, имам и керка и ми пречи искрено тоа што од најмала возраст мажите се спремаат момчињата дека треба да бидат секогаш силни, со тоа да покажат нели одредена самоувереност. Не, плачат и момчињата и треба да се исплаче кога му е тешко. Не покажувањето или терањето да не ги покаже емоциите за мене мислам се апсолутна небулоза, затоа што е момче, затоа што он треба постојано да ни покажува дека е самоумерен и силен и дека со тоа ќе покаже некаква слабост што нема да го направи доволно маж. Затоа дури и дома многу често дискутираме со сопругот и сме нели со спротивставени гледишта во комплет нели на тоа ајде ти си момче нема вака Не да смееш да реагираш, плачеш, да. Тука реагирам и тоа искрено многу ми пречи. И? Па да нема очи за ни една друга жена. Аха, добро. Не. Нека има очи. Нека има очи. Ама подзавижени. Очи. Да не загледува. Ама слика моја пред тие очи. Стефане, Неоправдано очекување. Па добро, да јас се слагам со Живкица да нема очи за ниједна друга. невозможно. Добро. Па мислам здраво е и жена и Здраво е маж да да нели да се Уметница едуцира. мора biti здрава. Ќе види некоја згодна женска, па ќе се нафрли на жена му. Не можеш вако да Не те бидеш. прашавме тебе, Кјуди, не ги Здраво соло е. на прашања кои што треба. Чекај. Ми рекла да се Чекајте. шалам. Ајде ова да го Вежбај објасниме. уште, Значи вежбај вака. уште. Да објасним на Маж мора да има очи за друга жена, да не случајно таа друга жена ја нападне девојка му негова. Ли тоа ли сакаш да кажеш? Не, Не знаете, сва сериозно, задржете се овде, јас не сам Живкица, конкретно. не, машко, знаеш, погледнуваш жени, Добро. собира инфо и после жената ќе се нападне од креветот. Како стимул сака да каже ќе му биде тоа. Се разбравме? Ме разбираш? Да, Се после разбира доаѓа во студио. позапален. Ја? Ало, 1 2. Дома е понапален. Мора малце поскриено да ги Мора. кажувам, не ме разбирате. Очекување. Па не знам, има и девојки веројатно со да не излегува со другарите. Мислам дека не постои такво нешто, меѓутоа знаат некогаш да Знаат. да пререкуваат зашто толку ова се случува, зашо ова, зашо. Добро. И Друга последно, страна, трето? мислам дека за секоја жена најголемиот проблем е свекрвата. Да си ми жив и здрав. Добро. Значи, Што е поблизок синот, значи со мајка му, тоа е нормално, меѓутоа они го сметаат као леле овој е зависен од неа, он не може без неа, он не може да биде маж ако толку си ја сака мајката, например. Мислам значи дека тоа е не нереално очекување. Жената значи да не очекува дека може да се скара со мајка му. Ја од сната Една. нема да очекувам. Една е мајка, тоа е тоа. Седето. Може таму. Или јас сум Ајде. заклучок. Не, она ќе даде заклучок. Ајде. Добро, ова да не излегува со другари, се случува почесто меѓу моите Ти другари. се случува и сега? Не мене, не. Добро.
Другарите не ги збораме за пуштаат. мене. Него го Да нема пуштаат. очи за нијна друга жена, Добро, разбравме. невозможно е тоа, а и обратно. И тоа мора да се помириме. Добро. И ова да биде секогаш на моја страна кога ќе се скарам со мајка му или со фамилија или со такви работи. Тоа е невозможно затоа што не дека ние не ја разбираме и потребата на девојката и слично, меѓутоа сакаме како машки да си задржиме мир во семејството ни е на место број 1. Нели жената е семејство? Да. Тоа е примерно ова е Улета. Сакам да кажам дека не смее ништо да те скара натре во семејството. Па ни Затоа жена. треба да си се помира со таа работа. Да се прифатат работите, така како што се и да се најде веројатно некаков баланс. Така. Добро. Ајде, заклучок. Заклучокот. Ајде. И јас се чудам како никој од машкиве посебно не го спомнува да не се налоти кога ќе му ја изгребеме колата. Ја мислам дека тоа срце Овие пудер со одма добива. Со тротинет ли дојдовте? Тоа е често, затоа не сам лутив. Тоа е. Се навикнавме. Среќа имаме. Не знам, мојава не вози кола. За тоа не знаеш. Не вози кола. Да исклучиш Па ја дева кола. Тоа Мартин почесто девојка му вози кола. И гребе? Кој? Девојка? Мала. Врата да ја отвора. А тоа ако не се случува, од што ќе живееме ние? Нек со гребење колес. Треба да работат и автомеханичарите од нешто, да живеат. Така е. Него што, ние тоа солидарно жените го правиме за автомеханичарите да имаат работа. Знаат да возат, бензин не знаат да стават, на сервис не знаат да однесат колата. Ајде, Добро. клише. Само возат и гребат. Да, Барем нешто правиме. добре. Добро. Све нешто да се мрчела тука. Нешто па и вие направите, бе, стајте бензин, однесете на сервис. Ајде, Нешто повели. за нив да стане, да. Друга? Второто е да биде постојано силен и самоуверен. Да, тоа е исто така. Затоа што не знам, тука некако без разлика дали е машко или женско, сите имаме вајда ups and downs, кај што не сме баш со полна самодоверба во себе. Така што не е реално тоа да го очекуваме да биде постојано силно самоуверен. И последното веројатно нешто што е поврзано со мајкиве, да не разговара со мајка му или да биде на моја страна кога ќе се скарам со мајка му. Затоа што и тука се знае дека машките некако во семејството се секогаш поповрзани со мајките, женските со татковците па вајда од таму доаѓа. Така, затоа им се вика цедето мајка, не им се Да. вика сна, не им се вика, не се вика, се вика мајка, не се вика сна, не се вика жена, не се вика сопруга или вереница. Мајка Има си е време. мајка. Има време, љубов. Ти си Кажи, готово смислиот. написли во оваа емисија. Вториот водител. Од претходното што мислеше? Па не можеш сега за една сна да пишеш. Боли ке пишеш подобро жени. Жени. Топ. Ако не е мајка, жени. Добро. Ајде сега кај самоувереноста, затоа што најчесто избравте ова. Генерално, тебе Живкица, кога те најавив, значи така кажав, дали си храбар или си луда, меѓутоа многу често се спомнува, а и сега некаква дефиниција е таа жена, мајка, кралица, кога нели жената е и домаќинка, и добра сопруга, и чува деца, и е кариеристка, и е насмеана и среќна, значи обично се дава таа квалификација, жена, мајка, кралица. Меѓутоа, кога мажот истото тоа го прави, навистина постојат такви мажи, значи кои што и се кариеристи, кои што и чуваат деца дома, кои што одлично се грижат значи за семејството, кај нив тоа некако како по дефолт да име. Така? Дали е тука некаква дискриминација на мажите? Да. 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 Постои обратно, сега јас дека е посоставено дискриминација на жените, ама и ова е дискриминација на мажите. Така да не рече дека во емисија све за жените сум зборела, така ли? Така Значи е. генерално си постојат мажи Да, кои да. што навистина тоа го прават. Го прават, така? точно. Живкица? Па да, веројатно да. Имаме веќе нели надминати клишеа, остануваат и татковците на Фала Богу, на породилно породилно, отсуство. И тоа да. не е нешто што околу кое треба да се крева врева. Апсолутно сметам во ова време во кое живееме. И супер е кога и мајката е посветена, но треба да биде на крајот од денот па и прашање на личен избор. Може би некоја жена во моментот се чувствува дека сака да биде исклучително посветена на семејството, домот и децата. И исто е мајка, жена, кралица, без оглед дали ќе одбере да има и кариера паралелно или не, да гради. И тука не можеме ние да правиме нели квалификација, ама добро сега не е комплетно добра и комплетна жена затоа што само е дома е домаќинка, ама нема кариера, не работи. Работиш нешто, да, има што Може ли полно да работно кажеме време. и татко, сопруг, крал? Може ли да биде такво нешто? Да. Двајцава вие? Такви ќе бидете? Титулата ја даваат женските. Како? Женските ја даваат титулата.
Ма тоа поставање титули мене ме... А? Ја Тоа мислам- ставање титули мене ме вади не, од кожа. шалам страна. Треба да е заедно се. Ја мразам кога ќе видам или едниот или машкото или женското ги подели работи, овој шета, она се прави или обратно. И нели како борба меѓусебно на партнерите дома. Значи треба да биде се поделено. баш Епа, кралството се среќно семејство, дели, да се да. поделат сите работи. Некогаш жената да влезе и у машките работи, машкото во женските работи, тоест мислам на кујна, на такви работи. Па и да запере, али што, зашто не? Добро, добро. Само пелени да не менја. Аха, чекај, назад е твоето, ќе видиш ти. Тука беше добар, до последното. До последното беше добар. Да не го прашувам Стефан. Стефан, да влага мажот у женските работи? Зависи у кој, у гаки само да не може. Добро. Ајде, тука малце да прекинеме од ваква дискусија. Имам поговорки кои што сакам да ми ги скоментирате. Знаете дека најчесто, нели, во старо време давале некакви заклучоци кои што можеби важат за сега, а не важат. Често користам поговорки. Најчесто користиш? Многу често. Да, добро, ќе видиме дали ќе ти се падне сега некој. Значи, сега е време за поговорки. Имам сад. Ќе си извлечете и ќе ми скоментирате. Повели, можеш слободно да го пренесеш натаму. Само да не го искрчиш. Па Само да го нападне. искршиш, да. Ајде. Ајде, не ги отварајте, јас ќе ви кажам кога. Ајде. Требаше мафија да играме. Граѓани. Што да играте? Мафија. Што е мафија? Не, страка Ова се се од новиве личи. генерации. Има двајца мафијаши, полицаец, лекар. И играме Ама не вака. реков да не ги отварате. На ова. Не, ги отворив. Кога да го знам? Си послуш. Добро, Како може? го заборив. Ме крие затоа. Извлечено. Нешто. Го заборави, не знаеш што е. Добро. Добро. Од кого ќе почнеме? Ајде, може. Не од мене. Не од тебе, ајде од Живкица. Ајде, Живкица, што викаш? Жената колку е блага, толку е горчлива. Се тресеше гората, се роди глушец, ке речеше баба ми. Тоа обратно како за мажите, нели некогаш. Кога се силни, кога викаат. Па веројатно има вистина. Вистините биле сите поговорки, излегле од животот, од секојдневието нивно, од се што им се Благне, случувало. како викаат, благне е дур да ја земеш, после кога ќе фати да горчи. И зависи. Нели има тука сега колку благоста се одржува, колку неколку ја вадиш лутината и горчеливоста и така натаму, така да секој си носи во себе. Нели благост и горчина, така да веројатно треба нешто да ја извади на виделина. Така да тоа е точно. Жената буквално и колку е блага може да биде горчелива, ако особено нели ја изфорсирате до тој степен кога мора да ја извади таа горчеливост и да покаже дека ја има во себе. Така, имаше една поговорка, после ќе видам дали ви се паднала. Ајде. Леле, ајде Стефан. Ја? Ти, Цело затоа што време ја претходно сакаш ја прв. прочита поговорката и веќе си ја Си научил. спремен. Да. Мажот гради куќа, а жената дом. Тоа ли сакаш да ми се падне? Значи, Не. интериерот. Не, ја што треба Така ја сега да разбирам. кажам? Како ја Така ја разбирам? разбирам. Она ги бира Ја фотељите. разбирам пораката како Гоце Делчев. Светот. Ама не си ти Гоце Делчев, имаш само бркови, ти си со брада. Вака се. Па така е, затоа што или па да, мажот треба да биде, веројатно сега да каже поговорка, успешен. Веројатно и психички и финансиски. А жената, нели, па жената домот. Значи мирот у куќата, она да го Убаво. носи, да го креира. Ти мислиш да му притекнеш у помош? Добро. Не Ајде. бре човек, така сум сега. споро објаснам, знаеш. Што ми дадов, тоа е цела книга. Војна и мир. Мажот без жената како куче без болви може да живее, ама досадно му е. А жената без маж како болва без куче може да живее, ама нема кого да јаде. Многу голема, не ја запамтив. Ајде уште еднаш прочитай. Те замолам. Земи нова. Во камерата гледај и прочитај ја. 3, 4, ајде. Мажот без жената како куче без болви. Добро. До тука добар си. Значи на ветеринар нема да го носат. Треба теша нешто. Нема трошак за ветеринар. После Да, тргаме трошкови ветеринар, болви 2000 денари. прашат. После? Може да живее, ама досадно му е. Добро. Па добро, да. Значи жената е болна. Си треба Јоа се женичка. апробираш. Треба да чеша Не, не, малце, не, не. знаеш.
Да дава. Оди понатаму. После? А жената без маж како болва без куче. Може жена Ова апсолвирано е дека жената е болва. Тоа се свативме? да. Свативме дека дека мажот болви е? сте. Да му испие крв. Вие сте болви. Ти имаш Го јадете болва, мажот. болва во уво, си Да, имаш. и тогаш кога не сте во него. Така да. Добро, има- Он веќе има си е една друга обезбеден. поговорка. Болва си има. Жената е болвата. Значи, добро, така ли или не е така? Така е. Добро. Жените се болви. Ајде, тебе што ти се падна? Ајде. Мажот, кога вистински сака една жена, има речиси исто високо мислење за неа како за себе. Добро е ова. Малите се Добро, а? нарцис. Да. Од ова тоа заклучи. Сега кој е што? Мажот е нарцис. Жената болва, мажот нарцис, оке. Готова? Следни прашања? Да влечеме уште по едно ливче или не? Ете така. Овдека затвараме со поговорките. Барам джингл. Ке играме една игрица. И еве сме, се вративме назад. Како што гледате, овдека имаме дни даски. Не се секирајте. Не проверувам на кого му фали даска. Туку вие се за предизвикот, кој што е од нашиот драг пријател Меркур. Односно, да видиме кој колку е храбар, затоа што генерално зборувавме за тоа да или се похрабри мажите или жените. Сега како вовет на тоа имам брзи прашања, треба да ми кажете дали е храброст или лудост. Кога мажот прави нешто, односно жената, добро? Значи одговарате со храброст или лудост. Добро, и после тоа ќе си играме нешто. Храбра ли е или е луда жената која ќе одбие пијачка од дечко кој се допаѓа со изговор дека не е лесна? Луда. 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 Луда, добро. Луд ли е или е храбар мажот кој ја дава новата кола на жената да ја води, да ја вози? Луд. Мислам дека е храбар. Добро. Храбар. Луд. Зависи ако ја платила она, може Зависи кој. храбар да е. Само се бара храбра или луда, не додавај. Добро. Луда ли е или е храбра девојката која прва ќе му прииде на дечкото? Храбра. Храбра. Луд. Контра да видам битно. А сите кажавте. Храбар е или е луд мажот кој ќе ја избричи брадата оти жена му рекла така? Луд. Никако брада бричај. Озбилно? Да. Мислам дека е луда. Дека е луд мажот? Значи, Така, храбар е или е луд мажот кој ќе ја избричи брадата оти жена му рекла Луда е така? жената што е бричи брат. Мене жена ќе си најдеш нова. Луда, да, луда. А за мажот прашува дали е луд или храбар. Чекај, Жената стој. оставете ја Многу така. зборови, Луд човек. е мажот, сака да кажа. Лут е мажот. мажот, да, извини. Ме деконцентрира. Дали може уште еднаш за конечен Храбра сум ја, јас сум одговор храбар е. Одихме по особа Луд е С. мажот, да. Луд е мажот. Значи, вие не би ја избричиле брадата за жена. Денес се средив, ама не ја бричам, че. Само да жената бричам, бричи убаво. брадата за мажот. Не он луда. Што рече, ако жената ти ја бричи Не, брадата? само жената бричи брадата за мажот. Иди на следно прашање боле ти. Ја Добро, мислам оди дека на многу не го да, препрашувај многу ништо. му дадате, Добро, од многу програма слободно. треба, да, од програма треба. Добро. Знака со X на правите. Ајде. Храбра или е луда жената која сама ќе одлучи да роди и чува дете? Храбра. 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 Храбар е или е луд мажот кој оди да го гледа пораѓајот на сопругата? Храбар. Храбра. Луд. Храбар. И јас сум за луд, да знаете. Добро. И храбра е или е луда жената која оди по кафани да го бара мажот? Лудост. Луда? Да. Катастрофа. Значи ти си одела. Си одела по реакција, јас Само ти ќутиш. Со кучево да се Прошла со другарки. Позади вакви цвеќиња си имаш криен. Затоа се овде. Она со ова цвеќе си оди. Вака сум видела по кафаната. Цак. Цвеќето и се движи. нема за на работа ми е. Да. Има нешто тебе скрие. Добро. Ја го држам чекам. Значи, Пазете што тишина, зборувате. Пазете што зборете.
Фала ви многу, Што значи ти ги решивме сите проблеми во тебе. фала многу што ми ги речете сите проблеми во животот. На крај психологот ќе каже. Ке потврди со печат. Излезе Крај што, со да. печатот, да. Документ. Добро, имаме сега една игрица, ќе ми кажете кој сака да ја игра. Генерално е вака. Имаме со заврзани очи, еден треба да закова шајка, а другиот кој што е со одврзани очи ја држи шајката. Кој на кого му Ама верува? зашто сега да си ги скршиме прзи? Он треба да свири гитара, човек. Он треба Кој гитара свири да гитара? свири. Па тоа значи дека Кој А си? не е осигурен. тоа значи Кој е дека водител? ти ќе ја држиш шајката, а он ќе кова. Не. Ти не свириш гитара? Не. Може тебе прстите ти. Не, ја Мислам дека клавир треба свирам. вие да почнете. Само женски Ја да треба клавиш почне. свирам. Не, Има не. предност. Значи, и сакаш Да. да кажеш дека не му веруваш на брат ти? Не поеше на женските им верувам. Седем прсел дека ќе се правиме пред анкетата, пак ќе речем, сакате места подолу? Како така, после во следнава анкета, next time ги нема. Ги нема воопшто. Пред нас Ги нема двајца. воопшто, срамота. Ајде бе, Тие скрши го. шокувале биле пред нас двајца. Ајде ќе си ги смените. Ти Нема шанса може да си ги сменат местата? Скинам прстите. Ама зашто ти со врзани? Ова најкрвава емисија ќе. Ама треба да не гледа ништо. Вака најтесно, види? Дали гледаш нешто? Не гледам ништо. Види? Дали гледаш нешто? Не гледам. Види? Чекай да видам. Дали гледаш нешто? Не гледам. Ова прозирни се треба да ги направите. Чекај бе, чекај. Добро? Чекај. Гледа! Па што замахна код мене? Не гледам, не гледам. Чекај. И без тоа не гледам. Доста бе. Требаше да го фалиш брат. Ти сега гледаш? Преска не гледам. Полека. Гледаш што направил? Не, стој. Јас ќе ти кажам кога. Држи. Го искршам саатов на крај. Не, ти не треба ништо да чепкаш. Тука се. Не, тој понаму. Тука не е дата. Не, немавај, не. Види. Немавај. Погоре. Пушти, немај. Подоле. Премо сетија. Осети го прст. Немај. Ајде. Ема не е така да му помагаш. Чекай Удри да си па ќе осетиш кога дали си погодил или не. Замавни па ќе Ајде. Не. Немој, не скрши од пробој масата. така. Не, немаваш по Лево, масата. лево. Не. сега. Ајде. На најако малко. Браво! Епа, одлично. Можеш да си ја дозаковаш? Тоа може го земам како сувенир. Можеш слободно да земеш како Гурам од сувенир. Ајде. Да. Одлично. Чеканот како сувенир да си го тука, чуваш. од Ништо, Меркур. барам джингл и одиме со спонзорот. заклучоци. Значи, шлемот за сигурност, пошто таму е се уште чекано, не знам што може да се случи до крајот, да знаете, а и плюс сега треба да одиме со заклучоците. Секако, очекувам добри заклучоци за да му удрат во глава. Добро, али по позитивна смисла на зборот. Може така? Многу добро ти стои капа, може. Да си ја носам цело време. Може. Добро. Значи вака, зборувавме за храбри мажи, за храбри жени. Дефинитивно, сега барам од вас заклучоци. На кого му е полесно во денешно време? На храбрите мажи или на храбрите жени? Живкица, од тебе ќе почне. Си од мене. Па веројатно храбрите жени. Полесно има. Заради? Па затоа што ќе си олеснат во процесот на измачување, ќе го рипнат целиот тој процес, дека од некого се нешто треба да чека, дека некој треба да ги направи среќни, дека некој треба се нешто да ги обезбеди и така натаму. Така да сам работата, правењето среќни сами себе првенствено и нели вложување во својата собствена храброст ќе резултира со насмевка на лицето и многу во себе позитивна енергија, љубов и се она што ќе може да го приметат останатите околу вас да го дадете, а пред се повторно велам, ќе уживате во заслугите на тоа што ќе си го направите за себе. Земи го чекано ти, го добиваш тека, зашто си храбра жена. Поели. Ама давај. Ајде, Те чекам Стефан, одговор. Марте Толку си сега знатрескавој. Ја уште размислувам. ти размислуваш добро. Ајде, Марти. Марти. Речениците Јас у глава. сум за Рекла- храбри жени. Полесно Да. е на храбрите жени, заради тоа што? На храбрите жени. Заради Точка. точка. Добро, окей. Ајде, Стефан.
Значи, на кого? Мислам дека на... Побрзо? Времето Ја реков уште размислам, чек. Уште 10 секунди. Не го спаси брат му многу. Одговор. Ја мислам дека треба двајцата да се успешни. Значи, треба да има еднаквост. Не треба ниту едниот да биде похрабар, ниту другиот помалку храбар. Треба еднакво да се, за да има хармонија и да биде све како што треба во куќата. Добро. И благодарам. Ајде да заклучиме на кого му е полесно денеска. Да, според мене на храбрите жени. Зошто? Затоа што во минатото веројатно било обратно. И они со тек на време не се избориле, тоа они ние, како да речем, не се избориле за поголеми права, за разлика од што имале порано. Некако во денешно време жениве повеќе ја сме поддржани да повеќе истапуваме, ајде да речем, отколку мажите. Веројатно тоа е моето мислење, за тоа повеќе успеваат. Значи ова е женски свет веќе, не важи од направила машки свет. Па сега. Па сега? Добро. Добро. Ви благодарам многу, ми беше задоволство, можам да ја симнам за Благодариме капата. на поканата. Одлични беа вашите одговори и вашите заклучоци. Така да заслужувате да добиете по еден ваучер, ќе отидете во Меркур, дали ќе биде чекан, дали ќе биде нешто друго, градинарски производи и така натаму, месецот октомври е месец Продолжи, на алати. гледај дали не се Продолжете, Да ни за негде повеќе. Ја мислам пише што сум добил, усвари Што си добил? Да, сега можеш да отидеш и да си одбереш што Според сакаш. одговорите. Да, Според според одговорите, одговорите тама ќе и ви- според да. анкетата ќе видиме што ќе А добиеш. може да го продадеме? Ти може тама само шајки ќе ти дадат, не Да. знам. Меркур вака ќе се на продажба. Не фала ти, фала и Меркур. Вистина, беше пријатно, брзо мина времето, убав, веројатно, предпоставувам ќе биде и за гледачите разговорот лесен за гледање, можеби мотивирачки на моменти. По секој случај благодарам и јас на поканата за денес. Фала ви на вас, момци. Значи, само да ставиме предупредување, не правете го тоа со шајката по дома. Оти ние тука го правевме со надзор, со милион камери и точно знаевме како. Само ако е И со брза емисија. помош. И со брза помош, да. Така. Фала ви уште еднаш. Се гледаме повторно, нели, кога ќе размислиш и кога ќе ми кажеш кога ќе ја побереш девојката. Така? А тебе на свадба? Може по прстен да идете заедно. Може? Добро. Ќе видим. Ти благодарам уште Фала еднаш многу на и ти поканата. благодарам на сите заклучоци. А вас ве поздравувам и овде е крајот на уште едно издание на Нешто конкретно. Не заборавајте да не гледате и наредната недела во 17:20 на Телма и секако не заборавајте да коментирате и да ги следите нашите Инстаграм и Фејсбук профили и исто така можете да искоментирате кој повеќе ги сака next time, дали мајките или ќерките, па после може ќе имаме и други резултати. Ве поздравувам!